Ново село, Бела вода, Чоро вода и така натаму. И овие не се села затоа што таму живееле Словени во едно или друго време, него затоа што очигледно еден од администраторите било кој решил да одредени имиња да стави. Абсурдот е во ова. Бело вода, например, можда е смешно, само да завршам. Што значи Бело вода на албански? Не, тоа е идејата. Администраторите кои овие имиња го ставила, во Бело вода нема ни езеро, ни река, а се вика Бело вода затоа што некој очигледно не оставила некој географски. Добро, имаме време се да искажеме. Веста Јаневска, 1 минута, повелете. Значи, рамковниот договор во Македонија, кој тешко се спроведува и се уште не е доспроведен, сметам дека треба да служи како модел на сите наши соседни земји. Значи, ново село е ново село и тоа звучи на македонски, јас стварно не сум слушнала дека на албански ново село се вика ново село. Предлагам да ги задржиме секаде на Балканот топонимите така како што ги добиле населените места кога се создавала државноста. Доколку има потреба на некој друг јазик да се преведат, нека се преведат тоа како што се прави во Македонија, тогаш ќе имаме убаво мултиетничко општество и нема да има подгорување на национализмот. За жал, во овие тешки времиња, и не само во овие, на бурната историја на Балканот секога се појавувале разноразни национализми, сметам дека грчкиот национализам има сериозни шанси да ги придвижи и другите околни, а кога е во Македонија во прашање, секогаш е жешкиот костен кој сите ќе сакат да го Добро, за грчкиот национализам разбравме се. До 1988 не постоеше терминот Македонија во нивните топоними. Филип Петровски, 1 минута, повелете. Да, ова е сериозно прашање, не сакав да влегувам во реплика затоа што сакав убаво да ги слушнам двајцата колеги. Јас не би се согласил дека тоа е една декларација која што некој ја кажал, па таа останала незабележана и не добила на сила. Сепак станува збор за високо рангиран функционер од една соседна држава кој што цели на промена на идентитет на македонската заедница во таа држава. И сметам дека ни најмалку во овој момент не е случајно изберен. Се гледа дека грчкиот национализам, кој што сака да го покрие шовинизмот и нивен грчкиот шовинизам и геноцидот што е извршен во минатиот век врз сите македонци во Егејска Македонија, би можел да биде, односно да стане модел кој што ќе се применува и во другите држави, а потоа би целел и на Македонија. Мислам дека државата сериозно да го размотри ова прашање и во договор со сите своји поддржувачи, со своите меѓународни пријатели, да стави на знаење дека ваквите процеси се ретроградни. Благодарам, ќе имаме време, 1 минута, Агин Пошка. Повелете. Прашањето беше дали овие словенски имиња има некоја основа затоа што дали се таму случајно или некој ги ставил и така натаму. Како што реков, дел од овие имиња нема никаква основа и тоа е целата логика. Ако Македонија има спорови со Грција ради името, во овој случај се зборува за имиња кои не се ни дадени од Господ, не имаат никоја географска основа, затоа што, како што реков, има места кај што нема ни воопшто вода, а се вика Чоро вода или Бело вода и така натаму. Но очигледно во таа Отоманска империја некој од администраторите требало тие харти да ги наполни со нешто. Тоа е единственото. Не може да има. Добро, ја би сакал да слушам кој е аргументот да во Валона или во Саранда или во јужниот дел во Албанија, кога порано имало словенски места, словенско население, така натаму, за да ова рефлектира тоа што вие го кажувате. Тоа нема никаква логика, зашто никош не било и ние никош не да се Благодарам, заврши минутата, ќе видиме дали не било. Веста Јаневска, 1 минута, повелете. Вие сте професор на универзитет и навистина не би требало историјата да ја користиме во дневна политика. Мене ми е јасно дека кампањата е почната, но која е логиката? Некаде во Албанија некое населено место да има македонско име или словенско, еве ако сакате наречете го, ако некој кој живеел таму не го крстил. Седно, ирелевантно, потегот е ретрограден, потегот побудува национализам, потегот ќе предизвика реакција. Значи, на принцип на Њутоновиот закон, акција и реакција ќе предизвика реакција кај населението, не само таму и кај оние другите кои се грижат за своите малцинства. Во овој момент, кога на Балканот навистина станува се пожешко и пожешко заради неприемот на Македонија во НАТО, ваквите нешта се многу опасни, особено кога ние треба се уште да ги решаваме нашите проблеми